Последици од загадувањето на Брегалница нема. Неколкудневните анализи кои се прават од страна на општински и државни инспектори покажале дека белата течност која се излеа во водата за среќа не направила еколошка штета. Материјата која што е истечена во реката Брегалница е транзитно помината само низ коритото на реката и во првите анализи покажува дека нема остатоци и оштетување на животинскиот и растителниот свет во реката Брегалница. Последици нема и врз водата за пиење. Бунарскиот систем е неконтаминиран, но анализи се прават по неколку на ден. Бунарите на општина Штип за водата за пиење на граѓаните се чисти, се на повисока кота и не се воопшто допрени од страна на таа материја, се земени анализи и во наредните денови ќе се вршат анализи од водата за пиење, од чистата вода која што е излезена од филтер станицата во Штип и секако сировата вода која што е пред влезот во филтер станицата и од водата во мрежата од градскиот водовод. Сепак фирмата која е одговорна за испуштање на течноста во Брегалница се соочува со казна. Се работи за српска компанија која била ангажирана од страна на германската Technical Textile за дотур на течност неопходна за индустријскиот процес. Во тек е комплетирање на целокупната документација, пошто ќе биде утврдена и висината на казната. Досега највисока изречена казна за загадување на река од 10.000 евра платила компанија од кругот на Скопска железарница, која испушти токсични материи во Вардар, поради кој реката стана жолта. Последната хаварија во Брегалница уште еднаш ја истакна потребата од комплетна реорганизација на инспекцијскиот систем и негов 24-часовен ангажман, но и од контрола на сите досега издадени еколошки дозволи. Се наметнува и потребата за проверка и контрола на сите А, тоа го правиме во овој момент, но и Б, дозволи кои што се издадени од страна на општините. Само на тој начин, со едно такво вмрежување, со 24-часовна работа и со поголема контрола, ќе можеме да одговориме на предизвиците. За вакви проблеми во иднина да нема, а Брегалница да се сочува од загадување, најавена е изградба на пречистителна станица во Штип. Проектот е готов и истиот би требало да се финансира со средства од ИПА 3 програмата.